Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 588 издание, кое е именувано Раритет, односно 19-та епизода од овој серијал на емисии посветени на домашната музичка сцена. И ова 16-та сезона од емисијата ќе се обидам што е можно повеќе епизоди да одстапам на проследување на домашната музичка сцена, односно еден дел ќе бидат во обликот на поканување на гости, односно членови на бендови со кои ќе разговарам за нивните албумски остварувања, а другиот дел ќе ги вбројам во серијалот Раритет, како што е и оваа епизода, во која ќе рецензирам 4 албумски остварувања од артисти кои можеби не би имал можност да ги интервјуирам и го образложам моето мнение за нивните албуми пред нив. Така што ова е 19-та епизода од овој серијал, што значи дека до сега сум рецензирал 72 македонски албуми во рамките на Раритет, 76 заклучно со крајот на оваа епизода 2 часа подоцна и еден ден подоцна, ако повеќе сакате, со оглед на тоа што ретко кога пред полноќ сум успеал да го комплетираме некое издание на Дансе Макабре, особено од серијалот Раритет, во која ќе ви говорам за еден алтернативен албум, еден рок-н-рол концерт, еден драм and bass трип-хоп проект и еден пост-панк Dark Wave албум, односно издание, така што шаренолик звук секојаш има предимство во овој серијал на емисии со цел да го представам диверзитетот на звук кој никнува на домашно тло, кој на мене да биде слушнат најпрвин од домашните, а потоа странските слушатели, што значи дека ние самите треба најпрвин да ги негуваме нашите артисти, да ги цениме, а потоа да чекаме некој странство да ни каже дека се добри, за да му одговориме ние дека знаеме дека е тоа така, затоа што сме трубеле со години да се слушаат, а не да чекаме препорака за да го цениме своето препорака, која се разбира би доаѓала од надвор. Затоа под лупа ги ставам актуелните албуми, односно LP, EP, концертни изданија, за да ги ценим пред се квалитативите на домашната сцена која ги поседува. А почетокот на емисијата беше резервиран за две композиции кои се наоѓаат на новото EP издание на бендот Ана О, кое гласи Мртвите молчат најгласно, односно од него имавме можност да ја слушнеме композицијата Обесцрцени, со која го започнавме ова издание, и во продолжение моќната творба Писмо до Ана, односно обраќањето до неја беше проследено во рамките на оваа композиција, а во продолжение ќе слушнеме и преостанатите две творби од ова издание, односно Нови очи и Вилици. И потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за што точно содржи ова EP издание и да ги сумираме нашите впечатоци за него. Дансе Макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, со бора против лицемерието, зависта и користолюбието, тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата и предрасудите. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста, за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечера има закажано полноќен танц со смртта по 588 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Имавме можност да го преслушаме новото EP издание на бендот Ана О, кое гласи Мртвите молчат најгласно, издадено од 2024 година, кој бенд кој започна како кочански алтернативен бенд. Ќе го користам терминот алтернативен затоа што низ годините се менуваше соничен сензибилитет, особено на последното EP издание, но како своевидна константа е тој хардкор панк, односно панк-рок елемент кој е се присутен, засилен со тие пост-хардкор влијанија кои дополнително се сладжирани, металкорирани и замрсени на последното издание, па во недостаток на конкретна дефиниција на звукот, ќе го категоризираме под кукавичкиот чадор, што сите ние го знаеме и го милуваме како алтернативна музика, односно алтернативен рок-н-рол и метал, што и да значи тој унифицитарен термин, кој во недостаток на конкретна кованица ќе го употребиме тука. Во бендот членува Кирил Стоименов, односно тој е бас и вокал, потоа Благоја Глигоровски на гитара и Дамјан Грујо на тапани. Нивната
Дискографија е составена од албумското остварување Полочњаци од 2015 година и Гробот на еден робот, уште едно долгосвиречко издание од 2018 година, и по излегувањето на тој албум договаравме едно интервју со Кирил во најлош можен миг, која беше во процес на миграција во туѓина, така што прашањата ми беа готови, ама интервјуто не успеавме да го направиме, а јас сум закоравен традиционалист кога се опрашање моите долгочасовни интервјуа и одбивам да ги правам дигитално, не само што технички причини има неконтроливи фактори, туку сметам дека се губи непосредноста и има една дигитална бариера за воспоставување на непречена човечка комуникација, која мислам дека е есенцијална за доближување на артистот до слушателот. Не знам, можеби сум тврдоглав и мене така ми се причинува дека е, но не милувам да правам интервју со човек во кутија. Алис ин Чејнс ги опеваат тие луѓе, јас сакам да разговарам со човек кој што е ослободен од кутијата надвор од неа. Врска нема знам, исто ви се фаќа, ќе го слушате вие и на еден или на друг начин, едноставно единствено пред се оправдување ми е дека не се губи човечката димензија која со сати седиме од 103 и изборуваме за уметност, обкружени од уметноста која што се наоѓа во зидовите на радиото. Неважно, тоа се мои кривогледи, да не правам тиради, да се вратиме на одличното EP издание, кое е снимено во студиото Алшарство на Ивица Јанкуловски, микс и мастер работи Ненад Трифуновски Трипе. Омонтот е на Путра Сартија Нуграха, односно тоа е мајстор на рапитограф кој црта некакво овенувачко растение од чии средишта на суви листови на црно-бел цртешник нуваат скелети, а од листовите се шири една пулверзирана реја, така што скапувањето на вредностите ќе си го проектираме дека на овој трул цвет му го препишуваме, кој како да е излезен од некој Скевенџер Стрейн, например, анимираната серија, само во една мртвородена форма. Предпоставувам дека е само издадено ова издание, албум во кој се опева премолчувањето како погибел на индивидуата која гние во едно безумие наметнато од мнозината на сопствената мисла да се премолчи, нели, и да се потисне, кој што го иницира, ама таа репресија ќе се претвори во погибел, односно трулеш кој скапува однатре и не убива уште пред да сме умреле во земјата на покорни зомбија. Треба да се опеваат овие мрачни теми за да не се разбудиме еден ден во овој свет кој долго го живееме и не сме подготвени да бидеме промената која сакаме да ја видиме во него под притисок дека може да бидеме покосени. EP изданието го започнува обесрцени, како и самата емисија, која започнува со извикани стихови врз акордена гитара пред да почне гневи вокалот врз дисторзијата на жигосаните и покосените тела, со едно соло на бас во фейдаут, вештају потребата на грол и вресок на во ист стих, со повторување на истиот стих, односно, започнува со опевање на победниците со баркот, дека некогаш вределе, за да се префрли на насловените обесрцени, кои молчат пред уцени, односно со лузни кои сведочат дека се обезличени до едноличност, односно говори за огнетување на индивидуалноста со поделеност на народ под камшикот на модерните робовладетели, на кои се само заробуваме во оков, поставувајќи го риторичкото прашање дали сме го потрошиле слепо векот на тишина, сведочајќи дека премолчува индивидуата на злото и неправдата, дозволувајќи да биде потиштена и корумпирана пред се од нивен пред се од користолюбието кое што го имаат од агонијата врз нив, тие што хиерархиски се наоѓаат во капиталистичкото општество на некоја си повисоко рамниште, во која се дават во нивната агонија и вртат грб на ближниот во делби и поделби помеѓу народот од кој што капитализира тој, уште еднаш посочувам, кој има корист од нивната агонија. Втората композиција е Писмо до Ана, еден многу инвентивен потек на малтене spoken word исчитување посветено на Ана, на која и се соопштува револтот од реалноста во која и робуваме. Од спор сладжерски ритам се случува едно
еден Black Sabbathовски пресврт каде се забрзува темпото и доживуваме гровтање на последната строфа, иницирано од репетитивен грол на рефренот, на еден ритам не баре го слушаме тешкото во една дисторзирана форма. Спомените се самици се посочува во оваа творба, со каде подигнуваме нови ѕидови и нови логори. Се робува на господарката која што е носталгијата, жртвувајќи ја сегашноста на незиниот олтар во името на славното и неповратно минато. Во таа полуденост на денешницата и криење под вел на тие вештачки традиции кои преку ноќ ги создаваме, и одлично се користи метафората на лудачки кошули кои што се оставени за сушење, кои се веат како знамење што се посочува во лириката. Односно еден вид наславење на неукости и безумие, со изместени вредности спакувани како норматив, затоа што некој капитализира од покорност. И прекрасни се стиховите кои морам да ги цитирам, кои имавте можност да слушнете. Во оваа некрофилска култура се слуша само волјата на мртвите, мртвите молчат најгласно Ана, живите се неважни. Додека човек е жив, тој е сам, кога ќе умре, тогаш е дел од колективот. Односно, чекаме да умреме за да живееме, тоест се живее во страв, во молк, каде го има насловот на делото, каде е напоменат, што се надоврзува со замолкнувањето на тие што имаат нешто што да кажат. Затоа што се сами говорителите без поддршка, очекувајќи да се откажат од нивните гласови, од своето јас, кое не е во служба на машината на капитализмот и трулата ни држава. Затоа Ана треба да остане таму каде што е, и во едно големо ништо да биде. Подобро е отколку да гние тука и да лута, да го загуби гласот, да го загуби ставот, сепството, спокојот и да биде жив мртовец кој ќе го слават, ама само постхумно. Третата композиција е Нови очи, за која имаме и видеозапис од ова издание, каде ги забележуваме членовите со катанци на чело и очи во крупен план, најбрза композиција, хардкор панкерска творба, препознатлива за нив, со убав премин пред извикот на Нови очи, еден своевиден брейкдаун, ако може така да се нарече, со провејување на гитарски мелодичен лид, кој треба да асоцира на тој нов поглед кој што се протнува под овие нови визури кои се наметнуваат во творбата, односно потрагата по нови очи која никогаш нема да запре, затоа што субјектот е уведен дека постои подобар свет без срчи во земјицата, како што се посочува, свет во кој нема да зјапа во беда, со непокор дека нема да сопре додека не го најде новиот свет, па ако треба и да го создаде, само за да не поклекне на постоечката наметната мизерија која вирее наоколу, ако треба субјектот ќе лута, само да погледне на нова реалност која се разликува од таа која што ни е наметната во конструкцијата која што ја живееме. Вилици е четврта композиција која се затвора ова издание, која започнува со спор дисторзиран разлучен акорд, думерски постметал почеток, ајде така да го условиме, кој преминува во финален разорен напев, поблизок до пост-хардкор елементите со громогласен, одсечен рефрен и двоен вокал. Интроспективна композиција во која сопственото тело станува менажерија, заробеништво на едно битие каде зборот е погребан уште пред да дојде до вилиците, односно вилици костапици, како што се напоменува, затоа што тие не само што се стражари, туку не може да излезе поривот надвор од нив, кога во главата се засадени лаги за тоа што нема да биде, губејќи се во тие лавиринти изградени во себе си. Устните се суви со кора од неупотреба, а песните се занемени, погребувајќи не во себе си со последната композиција, запечатувајќи го изданието со безнадеж која е судбоносна, затоа што ако се умре во молк додека сме живи е неизбежно тоа што не очекува во вилиците и ништо не би излегло надвор од нив. 15-минутно издание е во прашање, што по подолга пауза на творењето на бендот убаво е да се добие нешто што ќе опфати своевидна транзициона фаза, каде ќе се збогати нивниот препознатлив звук, што си доаѓа со влијанието и со слушачкото искуство, но пргавоста, идеолошкото издигнување и доследниот порив се евидентни на ова издание. Штом веќе се отвора вратата за вклучување на поагресивни влијанија, сакам и малку да
се поистакнати инструментите во дисторзираните делници, односно во стилските премини, барем во миксот, да легнат тие екстремни влијанија и да ги видиме пораспространети во различни творби, затоа што гневни пораки многу поефективни се ако се примени поагресивен звучен калибар, како што во случајот на ова издание тоа на дело се докажува. Темелот на воопшто не е загрозен, напротив, надограден е, на мое големо задоволство. Сакам полого остварување, каде ќе се задржи ова желба за експериментирање во градењето на стиховите, како во случајот на писмо до Ана, например, и се надевам дека бендот ќе се консолидира и ќе дојде во Скопје да се издерам на глас, само остани таму каде што си, затоа што мислам дека ова EP издание ни е потребно да ни даде една убава шлаканица за тоа во каков свет одбираме да живееме и колку сме подготвени ние да направиме нешто подобро за себе си и за идните генерации кои можеби ќе ги има, можеби и не, ако продолжиме да бидеме автодеструктивни какви што сме и да не обрнеме внимание на последиците на нашите одлуки. А во продолжение на емисијата ќе се префрлиме на едно рок-н-рол издание, односно ќе одиме во живо, со тоа што ќе слушнеме неколку композиции кои се наоѓаат на албумот 25 мај, односно албумско остварување од концертниот настап на културно-уметнички работници. Поточно ги избрав за оваа емисија Ајде каде, Туршија, Psychobilly Rock и композициите кои го затвораат овој концерт, односно Нема да бидам кај тебе и Љубовта нема значење. Така што уживајте во културно-уметнички работници и се враќам во етер да ви говорам за што точно се одржи нивниот концертен настап насловен како 25 мај. Ова беа композиции од концертното издание насловено како 25 мај, односно албум на културно-уметнички работници или во скратена форма КУР. Станува збор за рок-н-рол бенд кој е зачнат март 1999 година во алтернативната крстосница во Скопје, односно Кафулето Браво, составен како симбиоза на членови од бендовите Тотално опуштање, No Name Nation, Рок Агресори и многу други, за да се оформи своевидна рок-н-рол супергрупа која ќе пее за важните работи во животот, односно за жени, за алкохол и за забава, ставајќи го хуморот на прво, второ и трето место, како што Френк Запа тоа го правеше во рамките на джез сцената, така ова ведра дружина на домашни музички легенди веќе 25 години докажуваат дека за да се свири рок-н-рол во држава треба да се има силна волја, силна желба и посветеност. Не се учи тоа на факултет. Бендот е составен од Мирослав Тодоровски, Мирко Вокал и останатите членови кои што го позајмуваат нивниот вокал за изведбата, односно гитаристот Трајче Митревски, потоа гитаристот Маријан Китановски Мац, кој што исто така свири и усна хармоника, Божо Вучинич исто така на гитара и вокал и само уште не сме ги слушнале Слободан Хаджи Илиев на тапани да пее и Владимир Стојчевски на бас гитара. Тие имаат досега издадено 8 албуми, од кои 2 се во живо, вклучувајќи го и последниот, односно првиот албум е насловен како и самиот бенд културно-уметнички работници, издаден 2002 година, потоа вториот е Аморе Бене Тути Прего од 2008 година, Unplugged концертот изведен во 103-ка, на ово место, е издаден 2009 година, четврто албумско остварување Хаха Джоли Джоли од 2011, пети е Meet Me Common од 2014, 2017 е нивниот шести албум, односно за едни гласи Кур 6, за други гласи Курви. Бирајте како сакате и милувате да го насловите овој албум. Седмиот е Панк Кабаре 2023 и осмиот е 25 мај, издание на Корпус Деликти Рекордс и Кичма Рекордс, односно оваа година.
ја користам можноста да истакнам дека јас не верувам во квалитетот на бенд кој издава албум секоја година, ниту па во бенд кој издава еден албум во 10 години постоење. За мене се тоа две екстреми на хиперпродукција и мрзеволност и не сум верник во концептот на создавање бенд, снимање албум и растурање на бендот и создавање на нов бенд со слични членови и растурање на истиот после снимање на неколку песни. За мене тоа е недораснат процес, сум го поминал и јас и освен како бунарот, например, да пресуши, после 5-6 песни создадени со некоја формација или пак во прашање кавга помеѓу членовите, не го оправдувам растурањето на бендот како промена на чорапи, затоа што тоа ми говори за неподготвеност на музичарите да веруваат во каузата на создавање на музика заедно, односно еволуирање на стил и долгорочна визија и истрајност, карактеристики кои го красат рок-н-рол жанрот за разлика од другите, па дури и по цена артистите да станат репетитивни, после 10-ти албум веќе имаат лојални слушатели кои ги имаат здобиено со текот низ годините, кои веќе го очекуваат тој искален звук да го слушнат од нив, како што е случајот со домашните AC/DC, односно Кур, за кои првпат дознав кога слушам дека ќе го отворат таксират и потоа ќе настапуваат на Рокфест, која бе во средно, читав за нив и од секојаш го отпоздравував нивното смело декларирање со акронимот, а денес бендот докажа дека се долгогодишни културни уметнички работници на нашата музичка сцена, буквално, чин за кој многу ги почитувам и сметам дека желбата за свирење е инхерентна, примална е кај нив исконска е со извориште од правото место, кое ги мотивира да ги земат инструментите во рака и да свират, да се дружат и да лудуваат во генералштабот, каде неретко се пресетнуваме, односно во Браво кај Миле. Со други зборови, да се изразам со лексиката на самиот бенд, доследните бендови кои издаваат албуми на неколку години и ги свират во живо, знаат да ебат, а краткорочните бендови ишт за кур не ги бива. Младите бендови се откажуваат на првата препрека, а кур се мажени, женети, со деца, без деца, со кредити, без кредити, со работа, со сабота, со еден тон обврски и пак им се свири. Свират почесто од дури од младите бендови и ако тоа не е рок-н-рол, не знам што е. Не можеме да зборуваме за долгорочност на музичка сцена со краткорочни бендови. Скопје не е ниту Њујорк, ниту Манчестер и треба да се гние и да се гине во гаража ако се сака да се направи нешто што е вредно и трајно. Мислам дека тој чинител за љубовта кон рок-н-рол музицирањето е отсутен кај помладите генерации на музичари во кои не гори тој пламен, туку денес го има, утре не, дури не би ни свиреле пред луѓе ако може да снимаат дома само синглки и уживаат некаква синдерена слава, односно во тој missing link меѓу генерациите, односно во таа загуба на посветеноста и поривот за свирење со зацртаната цел рок-н-рол културата го загуби непокорот и лутоста и пред се идеалот во крајни граници и добиваме музика со осиромашена идеологија. 25 мај не е тоа, туку 25 мај е 25 години на секса, алкохол и рок-н-рол, на културно-уметнички работници, каде може да се слушнат голем број нивни хитови и понови композиции со препознатлив панк-рок призвук, со блуз влијание, засилени со усната хармоника и пентатоници во музицирањето. Снимено во живо на 25 мај 2021 кино Фросина Омладинскиот културен центар. Музички уредник е Владица Младеновски Грга, снимател Нена Трифуновски Трипе, микс и мастеринг прави Дени Крстев во студиото 1060, фотографиите на омотоцена Зденко Петровски, тука го гледаме бендот на Бина, каде што секој го изведува тоа што го милува на неа. Дизајн на постерот на концертот го работи Кристина Горовска и техничка подготовка е Бојан Ивановиќ. Издание на Корпус Делити Рекордс, односно Кичма Рекордс. На концертот се опева сакањето жени, но и љубовта кон алкохолите, свирењето и неколку скопски маргинални легенди, знајни и незнајни. Концертот започнува со Ајде Каде од вториот албум Моребене Тути Прего, утописка композиција во која се бара свет без пари, без полиција, без лудаци, без отпад, без отрови автомобили, па дури и без камења што се тркалаат, ама па тие доаѓаат заедно со сето лудило кое го наследуваме во овој свет. Држ не да е композиција, ајде да се оди некаде, ама прашањето е каде. Една е стварноста,
каква таква идеја имаме. Маквеј се извинуваме втората композиција од седмиот албум Punk Cabaret, каде се опева пиењето пиво со Макавеј со одличен риф и гитарско соло во неа. Маквеј, што еднаш се извинувам, Беќар е третата композиција од истиот албум од Punk Cabaret, предупредување за беќарот каков што не сте го виделе, особено предупредување за младите девојчиња од под 30-40 лета, како што се напоменува, затоа што овој беќар јаде, пие и сака се што му е мило, има одлично соло на усна хармоника оваа творба. Четвртата композиција која слушаме исто така е Туршија, од првиот студиски албум на Кур, како пропратник на партијата која поддржува кисели краставички карфиол и сите пропратни и непропратни алкохоли, ја одобрувам оваа композиција, која ја отпочнуваат со една поканувачка капела, како покана, односно за оваа панкерска туршија, со Primal Scream Jailbird воведот, кој ме врати во моето детство, но за жал не сум припадник, например, на партијата на Пипер Људ. Тоа е што е, не бираме кои ни се мераците, ама затоа секоја зима правам карфиол туршија и се само прогласувам за поклоник на ова ферментирано божество и не верувам во други божества на расолницата. Петата композиција е Курви, од истоимениот албум. Некој продава тело, некој продава ум, друг душа, ама сите сме курви и секој си го чува газот, затоа што никој нема да го спаси, се посочува оваа творба, бидејќи секој тргува со туѓата мака, една панкерска модерна мисфиц химна со одлично мелодично гитарско соло. Сват ме сват, односно Свати ме сват е шестата композиција од истиот албум, песна за, односно од албумот Курви, песна за средба во која потребен е басист на бенд, без разлика дали е порн артист или атеист, продолжувајќи го експлозивниот панкерски напев во оваа творба. Едноставно, кога се мора, ништо не е тешко, а најмалку музицирањето. Седмата композиција е Денот да е радосен, од првиот албум на културно-уметнички работници, една прекрасна метафора за пчелата која вика добро утро, добар ден на секој цвет за да земе мед, односно полен за да скока од цвет на цвет. Сега, дали е композицијата за учење на култура или па за промискуитет, одлучете сами, само Денот нека е радосен. Погледнете го истоимениот документарен филм за бендот, додека сме на таа тема. Осмата на концертот е Psychobilly Rock од албумот Meet Me Common, една од моите најомилени композиции на бендот, со Роберт Џонсоновска продажба на душата под мостот во дадената ситуација, за да се свири Psychobilly Rock со одличен гитарски пресврт во оваа творба, едно нивно модерно ремек дело. Има еден сплет, ако можам така да го наречам, односно изслушаме една комбинација помеѓу творбите Пилот и Ружни. Првата од културно-уметнички работници, втората од Аморе Бене Тути Прего, од летање на авион до изгубено ѓаволче од златното ланче, една спојка прави бендот во овие две композиции во изведбата во живо. Потоа следува една кратка и експлозивна обработка на Дисциплина Кичме, односно композицијата Соба, која исто така се наоѓа на нивното последно студиско издание Punk Cabaret, каде што се опева што точно не чека помеѓу четирите зида. 11-та е композицијата Ристе од Хаха Джоли Джоли, за кој Ристе и да станува збор, дали Ристе Селјак, Ристе Киклоп или Ристе Љак. Вардар може и без него, како што посочуваат, една навивачка ска-панк композиција. 12-та е 22-та дивизија од Meet Me Common, композиција за претрес од страна на полицаец за лична карта која што пречекува еден човек дечко кој живее на 22-та дивизија и пие кафе со сестрати. 13-та композиција која имаме може да слушаме нема да бидам крај тебе, од вториот нивен албум, милозвучна ска творба, прекрасна раскинувачка песна во која само некоја мисла бега на погрешната поради фотографија која буди спомени, но нема да биде субјектот покрај неа, туку
нека биде тоа некој друг што ќе прави будала од себе, посочуваат, односно некој што е доволно глуп да биде со таа девојка, со пропратно завивање на крајот и дофрлување од сите членови на бендот, и концертот завршува со љубовта нема значење од исто така вториот нивен албум Аморе Бене Тути Прего, завршувајќи со балада, се разбира, за дечкото романтичар кој излева емоции за девојката за која тоа е само за ебачење, додека не си најде друга девојка да величи на друга клупа во паркот, која еден ден исто така нема да ја има на дофат, и го направи повикот на кој ќе му биде соопштено дека не сака таа културни фини момци, туку некој грубо да ја земе, како Том Круз во педерскиот Топ Ган, како што се посочува. Епско песниште која прекрасно го затвора секој нивен концерт, нивна Дон крај, ако повеќе сакате, со која што треба да се горди, 50-минутен концерт. На ова издание имаме со акцент на композиција од првите два и последните два албуми, но има бендот опасна и обемна дискографија, така што многу лесно е да се направи една експлозивна компилација од нивни хитови, и ме радува што самите си знаат кои се извиканите творби од албумите за да ги комбинираат на едно купче. Со самото завивање на среде композиции се гледа дека се забавуваат со своите веќе хумористични дела, по кои се препознаени, но знаат дека публиката ги сака, токму поради тоа ги бара и ќе си ги добие овие нивни експресии. Си имаат нивна рок-н-рол формула, си ја негуваат спојката на панк-рок со корените влијани од блуз, ска до класичен рок-н-рол, така што се надевам дека ќе примат и некое модерно дополнително влијание, односно дека ќе почнат да пишуваат и да се интересираат и за помладите, за да може да го привлечат нивното внимание, да научат некоја понова техника на свирење или продуцирање, да ги засегнат и помладите, па да се појавуваат во поголем број на нивните свирки и да се намали тој јаз помеѓу генерациите на изведувачи, односно да настане една соработка помеѓу себе, односно тие кои имаат, например, сличен сензибилитет, ако може, односно тие што свират панк-рок денес од помладите генерации. Чекаме нов материјал, па ми дојдат во емисија да го прокоментираме во живо, со оглед на тоа што верувам и убеден сум дека културно-уметнички работници дефинитивно нема да застанат со ово нивно концертно издание. А во продолжение на емисијата ќе слушнеме композиции кои се наоѓаат на изданието Дисторзирана реалност, кое е создадено од страна на Пуца Череп, односно ќе слушнеме Джута нота, Људи машине, ќе слушнеме Инкогнито, Змије свугде и Инсомнија. Уживајте во Пуца Череп и потоа се враќаме да ви говорам за што точно содржи ова издание на артистот. Слушавте композиции кои се наоѓаат на албумското остварување Дисторзирана реалност, издаден 2024 година на артистот Пуца Череп, односно кумановски драм енд бейс и трип-хоп артист кој користи секакви семплови за составување на неговиот постмодерен музички колаж во досегашниот опус, односно Пуца Череп е Теодор Спиридоновски, страстениот колекционер на винили и ковач на битови, кој го користи неговото познавање на музичката историја за да ги реконтекстуализира музичките изрази во едно ново светло, во слободна асоциација на модерниот грув, кој неретко извира од драм енд бейс провениенција, но љубовта кон фанкот, например, е незаменлива и воочлива во секоја од творбите, без разлика дали се наклонуваат повеќе на тап или на джангл. Од една страна, сите домашни трип-хоп артисти се сродни, односно водат корени од Миста и од артистите кои сум ги рецензирал во рамките на раритет како Никтофилијак, Руда Вега, Микс Ван, како и албумите со битови од бројни хип-хоп артисти, така и Пуца Череп, и тоа како го заслужува своето место да го најде помеѓу овие домашни ковачи на битот, кој има свој звучен императив кој можеби е ритмички поекспресивен за разлика од останатите, но не може да се порекне послужувањето од изворишњето на джезот и фанкот кој се составен дел од неговиот музички израз пред се.
Јас го врзувам со проектите на Twister и Twister и подземан ефект, ако не е тоа така, тогаш нека ме поправи некој од чуварите на кумановската сцена, но мене ми се проекти кои орбитираат околу слична естетика од различен музички сензибилитет. Сродноста со джангл и со драм н бейс културата кај нас може да се направи со некоја паралела со Game Over, со Darko Stepić, со Anomalija Notiva, со Hypertext, со Fluid. Меѓутоа се двои од нив токму па со влијанијата кои ги има од джез и фанк оставнината, која добро ја познава и го прави да биде препознатлив како артист кој ќе одскокне од останатите токму поради неговата сродност со хип-хоп и трип-хоп провениенцијата. Пред се, во поглед на неговата дискографија, барем јас сум запознаен со Partners in Crime од 2017-та, потоа Heartbeat од 2020-та, St. Julian's од 2023-та и оваа година издаде огромен број на изданија, односно покрај ова за кое што ви говорам, го издаде и импозантниот Потекло, кој е збирка на 18 композиции од 2017 до 2024 работена. Ќе останев цела вечер тука, ако одев песна по песна од тоа издание, па затоа избрав друго, чисто од практични побуди, иако овој едночасовен албум воопшто не е за подценување, е негов магнум опус со попрепознатливи семплови во него и исто така оваа година ја издаде збирка преработки, каде што имаме ремикси од Twister и Twister, ремикси на Тони Зен, дури имаме негови интерпретации на Принц, Мадона и Карди Би, која добива саксофон во позадина во композицијата која не ја заслужува, меѓутоа доаѓа до преден план незината моќ да биде еден MC, но новиот материјал е снимен со микс и мастер во периодот помеѓу 2014 и 2021 година. Во поглед на омотот имаме мултиплициран лик на винилка врз черепи, Тодор е неговиот дизајнер, а изданието на Green Hill Records од Куманово започнува со Shake, започнува со одзвонување, со надоаѓачки умерен бит, пред да биде забрзан неговиот BPM во drum and bass фазонот. Жута нота која имавте може да слушнете започнува со еден мрачен семплуван сакс, загадочна композиција која одекнува со одличен drum and bass ритам, проследен со акустика, одлична експресивна и концизна композиција, еден од моите фаворити на ова издание. Људи машине започнува интригантно со амплитуди и фреквенции и семпл дали се илуминатите постојачка организација, пред да одекне битот врз Robocop репликата You're Simply a Machine, Nothing More, за да добие свое значење одекнувачкиот пулс на почетокот и семплуваниот механизиран призвук во позадина. Четврта композиција е Incognito, каде имаме скречеви, имаме джангл и мелодија која мене лично ме подсетува на успорена верзија на најавата на Simpsons, секако дека грешам, ама ќе проектирам дека е нешто слично, со додатна мистерија во напластениот луп. Црно светло е петта композиција на овој албум, започнува со одмерен бит, трип-хоп, влијанија забележуваме низ кој што провејува електронска фреквенција, пред да бликне джангл грувот, на која се напластени одзвонувања кои преминуваат джез клавиши, така што спој помеѓу вонземска електроника и органски звук, јас би го нарекол ова дело, пред да се семплува извик и еден джез саксофон. Змие свугде, шеста композиција, започнува со еден джез воведот кој се извива на доаѓачки електронски бит, со доста ефекти, доближувајќи се како змија која доаѓа нагло и каса, реферирајќи ја фразата од најголемиот трик на ѓаволот, која што е искористена во филмот The Usual Suspects и каде уште не, како предложка за експлодирањето во drum and bass сегментот, пред да се микса репетитивната реплика со континуирано отпочнување со одсечена мелодија од 4 ноти во самиот крај. Седма композиција е Гњурење у јастук, започнува со веќе развиен джангл, малтене биг бит, доволно моќен да повика на еден рейв со еден срамежлив Cypress Scratch во позадина, кој рече си непрепознатлив.
Insomnia е осмата композиција која го комплетира ова дело. Почнува со Опасен по живот контрабас, која отсликува несоницата, каде се реферира посетата на Mother Superior од Trainspotting, сцената во која што се фикса протагонистот пред да започне Perfect Day и потоне во тепихот. Така почнува и мрачниот трип во оваа композиција, која е отпочнат по самиот семпл од филмот, затворајќи го делото на громогласен начин. 27 минути брои ова остварување. Комплетно издание, знам дека се работени во различен период овие творби, но сензибилитетот е малтене сличен, што комотно може да содействуваат на еден носач на звук, без разлика што во различен период доминирале разноврсни влијанија. Се присутни се референциите од една страна и од поп културата, меѓутоа има джез инструментали кои се во хибридизација со jungle, drum and bass ритмика, но јас би сакал да слушнам поголемо експериментирање со звукот, со промена на битот на среде композиции, со флуктуации во BPM, со изненадувања, што очекувани, што неочекувани, наместо да се препушти работата на еден континуиран луп. Супер се интермедијалните референци, кои се надевам дека ќе продолжи да ги користи од филмската, односно од филмовите кои ги реферира, од филмската уметност. Барем мене ми се интригантни и ми давате на нова димензија на самите композиции, ама сакам да ги сруши конвенциите што ги постави на самиот себе си, да ја скрши формулата, а сепак да остане свој покрај себе и да излезе од удобноста на конвенциите на пролог, бит, на доградби, благ премини, фейдаут, кој го има воспоставено. Нека има радикални екстреми, ако сака, затоа што е огромен познавач на музиката и сакам да се нурне во мракот на неговиот израз, кој очигледно дека е присутен и што е можно повеќе да црпи од органските джез, блуз и фанк, кои секако дека треба да бидат еден од тие столови во неговиот звучен постмодерен израз. Увото ќе ми биде звучник за закачено на звучник на новите творби кои се надевам дека нема да бидат збирани со децении и се надевам дека ќе може да искова поддрски битови од текот на годината, да бидат свежи, крвави и моќни, со надеж дека ќе слушнеме можеби наредната, кога би го рецензирал повторно тука. Само замолувам да биде во некаков си поразумен број, а не да бидат тоа 18 композиции за да имаме време за сите, особено да може да преслушаме што е можно поголем дел од нив со оглед на тоа што без разлика на нивното кратко време траење, сепак тоа е волуминозна цифра и мислам дека има место само за едно потекло во неговата дискографија, иако беше прилично хиперпродуктивен со тоа што издаде различни дела работени во различен период и со различна намена. Така што Пуца Череп е еден многу моќен драм енд бейс артист кој докажува дека може да се црпи секако влијание и од електронската музика, меѓутоа кога основата е врзана за джез, за фанк и за влијание кои доаѓаат од почетоците на модерната популарна музика и секако кога ќе се направи таа спрега со една друга димензија која ја нуди филмската уметност и се направи таа триада со тој мрачен звук кој се прогонува, добиваме еден уникатен призвук на кој му нема равен, кој е израз сушност на тоа што го создава Пуца Череп низ годините, така што упорно ќе слушаме да препознаеме некакво си ново дополнително влијание кое ќе го збогати неговиот музички израз во иднина. А во продолжение ќе слушнеме композиции кои се наоѓаат на EP изданието Празна соба, издание на артистот Waltz in Wires, односно на почеток ќе слушнеме Орхидеја и ќе слушнеме обработката на Јуда, односно кавер на Мизар, и потоа ќе го засечеме ова EP издание за да се вратам во етер да ви говорам за што точно се наоѓа помеѓу овие моќни творби кои се наоѓаат во Празната соба. Така што уживајте во Waltz in Wires. Слушнавте композиции кои се наоѓаат на
албумското остварување Празна соба, EP издание на Walls and Wires, како што може да воочите по звучниот сензибилитет станува збор за постпанк, new wave, synthwave, dark wave, електропоп, артист кој ги пренесува музичките вредности од сите овие жанрови во еден амалгам кој го излева на македонски начин и го прави да биде својствен исклучиво за нашето говорно подрачје. Санел Ајруловски е авторот кој најдобро ги познава квалитетните белези кои ги оставиле во светската музичка сцена Depeche Mode, Cure и Joy Division и сета Dark Wave, Synthwave провениенција која многи интерпретира меланхоличните клавиатури и постпанк ритамот на сега веќе препознав маниризам за неговиот изразен музички стил со вокал кој пее на македонски и создава несудени поп-химни за љубителите на ламентирачките таговен напев. Секако дека има носталгичен пристап во игра, но ова се авторски дела кои се во корелација со денешното постоење и продукција, така што Санел се користи со добро познати бои од светскиот музички мрак, но креира за него својствени натажени звучни слики. Ова е издание за Шарла Рекордс, продуцент е Бранислав Настовски, автор на сликите кои што се наоѓаат на самиот омот е Илија Маџаров, а дизајнот на омотот го работи Владимир Трајановски, тоа е збир на хроматски слики, дали се женски силуети, подводен свет, апстрактни полиња и шуми или па рентген слика на пейзажи и битија, одлучете вие самите. Неговата дискографија е составена од албумското остварување Reminiscence од 2020 година, рецензиран во раритет број 4 и Златни мугри и пизданието од 2021 рецензирано во раритет број 10. Неколку синглки помеѓу има, што значи дека скоро се вкупната негова објавена дискографија испочитувана во рамките на емисијата, што е сповидна ретко за еден артист, што се должи пред се на неговиот раст од автор кој удобно твореше во Девид Гејхановите и Роберт Смитовите пространства на англискиот јазик, додека не се испроба на домашни рамки за да создава поавтентичен сповиден музички израз, наместо да живее во сенка на великаните, па сега дури и на ова издание се насочува во реинтерпретирање на домашни изведувачи, меѓутоа во негов веќе изграден манир, што е сосема легитимен чин. Изданието го отвара композицијата Орхидеја со препознатлив кюровски мелодичен лид, започнува творба на дополнета со Депеш Модовски синт, по кој ќе биде реминисцентен за ламентирачката дело, која на крај одекнува во ехот на тој лид заедно со басот, кои се губат во неповрат. Субјектот во ова творба бара саканата орхидеја да пушти срце и да не се лути затоа што човек греши, односно едно лирско замолување за опростување, да се врати и да не го препушти на самотијата. Албум кој започнува со извинување и бара опростување за грешноста на човекот, секако дека говори за големината на еден артист и мислам дека Орхидеја ќе биде еден евергрин на Санел, ама за тоа времето ќе треба да покаже. Јуда е втората композиција која имавте може да слушнете, реимагинација на култната творба на Мизар, Кобна убавина, каде наместо да доминираат рифовите на гитарите, слушаме една dark wave мелодија која е знаменита за Санел, со нагласена бас линија на строфите и ехот на гитарскиот лид, со милозвучен звонлив рефрен, наместо гитари Санел слуша сајзери со сите негови атмосферични димензии, што е легитимна интерпретација во собствен стил. Иако јас сум Мераклија на тој препознатлив риф од оригиналот, но повеќе од добре дојдена и ова обработка, односно реинтерпретација на творбата на Санел во манирот на Walls and Wires, така што браво за смелоста. Трета композиција е Не заспивај, која има нагласен бас и напев со кој што започнува со милозвучен синтвейв, кој градира во самата композиција, во нагласен рефрен и малте незвучни облаци ќе ги наречам, која има едно меланхолично и мелодично соло по вториот рефрен.
редундантност на секој нов ден е истакнат во оваа творба како претходен, каде имаме празни улици, имаме исти луѓе и исти муабети, односно би ги цитирал стиховите: не заспивај во ова време на стигма и омраза, не заспивај, само со разум и срце се војува. Се повикува на отпор на монотонијата од колоквијалноста, каде јасна е желбата за бегство од оваа реалност, но се агитира за војување против катадневната безличност, омраза и стигматизација, односно предрасуди на кои сите ние сме жртви, и доколку не војуваме со разум и срце, како што се напоменува, со мисла и порив, би биле залудно би било нашето постоење и би биле само уште еден ист муабет, само уште еден ист човек, само уште едни празни улици на кои ќе шетаме како духови. Меѓутоа, надвор од улиците, изданието го комплетира Празна соба, четвртата композиција, како за крај уште една елегична творба со мелодичен режиси, орнаментален таговен призвук. Овој пат чуваме лирски субјект сам во соба, како пати со ранета душа и бара исцелување од враќање на босоногата Сакана, која сака да биде слободоумна. Нејзиното враќање би иницирало нурнување во непознатото заедно со него, каде е поканет слушателот да потоне заедно со нив во епилогот, да се нурни во тишината. 15-минутно издание, сосема доволно да се опе губитокот на Саканата, која ако блузерите го правеа тоа низ пентатоник, Санел го прави тоа низ синтесайзерот, односно низ синтвейв, со кроткост и грижеливост во изразот, како своевидно спасение од самотијата, а помеѓу забележуваме револт кон испразнетото секојдневие со потрошени муабети кои се подаваат помеѓу луѓето и една своерачна интерпретација на звоната кои звонат во свет во кој наместо љубов лагата не обзема. Има повеќе причини поради кои постојано се навраќам на музичкиот ракурс на Санел, но убеден сум дека се вон временски неговите композиции кои треба да одекнуваат на секаде, барем во нашата држава, на секоја можност каде што може да се интерпретира домашната музика, затоа што содржат генези на популарен звук, кој во својата срж може би содржи рафиниран синтвейв и дарквейв, кој мудро го подметнува во делата на Waltz and Wires, но би сакал да слушам повеќе елементи од дарквейв провениенцијата, например да би се внела шареноликост, дали ќе биде од поелектронската страна, од жанрот, дали од Кланок Симок, Сопор Етернус или па дури би идел и до Nine Inch Nails, ќе добие волуменозност можеби од култните Fields of Nephilim или Розета Стоун, или па би бил помрачен како Bauhaus, би го освежил звукот со модерни влијанија од She Wants Revenge или Black Tape for a Blue Girl, или пак ќе стане поетичен како што и поетеричен пред се, како што тоа го прават Cocteau Twins или Dead Can Dance, или пак некаква соработка можеби со женски вокали, како во случајот на Sisters или па Siouxsie and the Banshees. Така што би сакал да го прошири синт и дарк влијанието на поширока лепеза на истражување на мракот во себе, за да се збогати светот со уште многу разноврсни племенити албумски остварувања и не да се држи исклучиво до таму до звукот во кој што доминираат можеби Depeche Mode и Cure, така што би го охрабрил да го ја прошири лепезата на влијание со оглед на тоа што е огромен познавач на Darkwave и мислам дека може да создаде прекрасни творби од мрачната убавина кои што ја содржат во себе. Така што го чекаме неговиот студиски магнум опус во некое наредно издание, можеби ќе го добиеме на раритет, каде што би можел непречено да говорам за оваа мрачна убавина која што ја поседува Санел во неговите прекрасни творби. Така што денес говоревме за опевањето на индивидуата,
која го потиснува сопственото јас под ударот на едноумието, ги славевме жените, алкохолот и рок-н-ролот, наплеговме во мрачните води на несоницата и на крај баравме да не заспиеме, односно побаравме опроштение. Така што ги слушавме EP изданието на Ана Омртвите молчат најгласно, концертниот албум 25 мај на културно-уметнички работници, Дисторзирана реалност, LP изданието на Пуца Череп и за крај ќе слушнеме преостанатите две композиции од EP изданието Празна соба на Waltz in Wires, односно ќе слушнеме творбите Не заспивај и Празна соба како крај на ова издание на Раритет. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 588 гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, не бидете роб на медиокритети и слушајте домашни музички раритети.